Драги пријатели, останавме исто така посветени на она што го нарековме дека постојано ќе водиме грижа за сите категории на луѓе. Тоа не значи дека секаде ќе успееме да завршиме работа или да помогнеме. Меѓутоа ќе бидеме посветени колку што е можно повеќе да помагаме, да правиме проекти, да правиме закони, подзаконски акти, да влечиме чекори, мерки и други работи кои што ќе помагаат на различни категории на луѓе, независно дали се тоа земјоделци, дали се тоа луѓе кои што се поврзани со социјални помошти, дали се луѓе од образованието, дали се луѓе од здравството и така натаму, дека ќе се трудиме да носиме мерки во секој сектор кои што ќе им помагаат на луѓето и со тоа ќе покажеме грижа, дали се пензионери, дали се административци или нешто друго, постојано и постојано. И така и се случува во овие години. Еве, ги спомнавме пензионерите, например, ние во 2006 година не дававме ветување дека ќе покачуваме пензии. Сега само даваше, ама никој не му веруваше, бидејќи стално си даваше такви изјави и стално не ги покачуваше пензиите. Ние не дадовме, рековме, во овој момент не можеме да дадеме, не ги знаеме добро работите, не сме внатре, да влеземе во државните институции, да ги земеме дизгините, да видиме какви се капацитетите, какви се можностите, па ако има можност, ќе почнеме со покачување. Влеговме, видовме, можевме, направивме чекори и во повеќе наврати го правевме тоа, во рамките на можностите. И еве сега и последниот буџет, кој што следната недела треба парламентот да го изгласа, дојде не во последна фаза на гласање, во него е вградено зголемување на пензиите за пензионерите во Македонија од месец март за 5% и исто така вградени се и сите други наши ветувани што се поврзани со пензионерите, како што се оние организирани тури за одење на бањи, како што се бесплатни јавни превози или било што, се што е поврзано со нашите мерки кои што ги имаме објавено, се е вградено затоа што тоа е дел од сега веќе наши ветувања. Тогаш на почетокот, кога не бевме сигурни, не ветувавме, сега кога сме сигурни, даваме ветување и го остваруваме тоа ветување. Неодамна имавме една крупна акција за вработување на 1600 граѓани од Македонија во 4 различни категории на ранливи групи. Никогаш претходно немало таква акција. Може некој ќе рече не сум задоволен, требаше да влезам, не влегов. Има такви многу случаи. Зошто тој влегол, зошто не јас, зошто вој. Меѓутоа, да се разбереме, никогаш претходно во Македонија ниту една влада не отворила не за 1600, не за 160, за 16 луѓе не отворила. Тоа е прв пат во историјата на Македонија да се отвори конкурс каде што критериумите ќе бидат да се даде можност на ранливи категории на лица да дојдат до вработување. Сега имаме пета таква компонента, а тоа е за лицата со хендикеп и огласот за нив во тек, се работи за 300 лица кои што ќе се примат во државните институции, затоа што се грижиме да помогнеме на што повеќе. Не можеме на сите, ама колку што можеме, на колку повеќе можеме, сакаме да помогнеме и помагаме. Најмногу за што се бориме е да се отворат нови работни места во Македонија. Тоа е и крајната цел на нашите политики. Правиме се што е во наша моќ. Како прво, постојано да ја подобруваме климата за бизнис, значи условите за правење бизнис, за да бидеме како земја атрактивни за домашните и странските инвеститори да отвораат нови капацитети и да вработуваат луѓе. Но исто така, откако направивме големи чекори во тој правец, дали е тоа преку doing business, дали е тоа преку намалување на даноци, дали е преку редица други работи кои што ги преземавме, а за кои што вие сте информирани. Откако тоа го направивме, сега правиме крупни напори да направиме маркетинг за тој производ, да го продадеме тој производ. Ние не сме голема земја како Англија, како Франција, како Германија, кои што и да направат одма цел свет јавува за тоа. Ние сме мала држава на Балканот која што мора самата да се бори за место по сонцето и затоа ги ангажираме сите сили да што повеќе од информациите за она што го правиме во земјата дојде до ушите на оние кои што носат одлуки каде да ја отворат својата наредна фабрика и нов капацитет и да вработат луѓе. И од тие причини постојано сме во мисии на убедување на председатели на
управни одбори на компании, убедување на менаџери на компании, убедување на представници на компании дека Македонија има направено услови како што нема направено ниту една друга земја во Европа услови за правење бизнис. И навистина, кога ќе го чуат тоа, тие признаваат дека е така. И бараат и размислуваат како тоа да го направат наредниот пат во Македонија. И не случајно, во овој период доаѓаат глобални компании како што не доаѓаа преходно пред доаѓањето на ВМРО-ДПМН на власт никогаш. И затоа ни дојдоа и Джонсон Мети, и Джонсон Контролс, и Дракслемајер, и Кромбет и Шубер, и Технохозе, и Ванху, и еден куп други, кои што отвараат нови работни места во Македонија. И мене ми е мило, што освен што успеавме да изградиме технолошко-индустријската развојна зона Штип, успеавме да привлечиме една крупна компанија како што е Джонсон Контролс, кои што веќе почнаа со вработувања. Вработија 700 лица и планираат и понатаму да продолжат со вработувања. И веќе втора фабрика од Хрватска најави јавно, даде јавна изјава дека наскоро планира да започне градба на своја фабрика овде во технолошко-индустријската развојна зона Штип и да вработи луѓе кои што и се потребни, а и луѓе кои што немаат работа во овој момент. И јас се радувам кога слушам дека и други компании размислуваат да го направат истиот чекор и да отворат своји фабрики тука во Штип или во околината. И вчера исто така ми беше многу мило кога она што го најавив на Скопскиот поштат во март минатата година за време на митингот за локалните избори, дека една компанија веќе неформално не извести дека сака да отвори фабрика во близина на Велес. Вчера и официјално нејзиниот представник дојде, го потпиша договорот и изјави дека до крајот на првиот квартал од следната година, значи некаде до март-април следната година, ќе почнат градбата на нова фабрика за 700 лица, односно за 600 лица во близина на Велес. Еве гледам сега ветуваат и работи кои што веќе се во тек или се завршени. Например, ветуваат дека ќе даваат 6 месеци подршка за вработување на млади до 27 години. Па ние веќе 4-5 години го спроведуваме тоа. За секој кој што ќе вработи млади до 27 години, државата дава одредени надоместоци и ослободувања од одредени давачки веќе 4-5 години поред. Па тоа беше дел од нашата програма во 2008 година, која што веднаш потоа го реализиравме. Луѓето ни програми читаат, ни гледаат. Битно е, прочитале некаде на интернет, некој некаде нешто прави, ајде ние ќе ветиме такво нешто. Има еден куп такви други работи кои што ќе чујат нешто, не проверуваат. Прво, нити дали може да се оствари. Второ, ако може да се оствари, дали веќе не е направено. Тераат, ветуваат, рачунаат, народ не памти. Можеме да кажеме сега по година дена никој нема да запамти. Меѓутоа се лажат, драги пријатели. Овој народ памти. Не може веќе со таа приказна. Затоа ние сме многу внимателни и ќе продолжиме да бидеме внимателни што ветуваме и што остваруваме, односно да го оствариме тоа што го ветуваме. Драги пријатели, останавме доследни во други делови, во здравството, во образованието. За здравството бевме ветиле тука реконструкција на болницата. Знам дека ветивме така. И јас дојдов тука при отворање на некои апарати, опрема набавивме. Но кога ја видовме болницата заедно со министерот за здравство, си рековме дека оваа болница не е за реновирање. Оваа болница се изгради нова. Стара е од 30-тите. Баба ми лежела во таа болница. Не ја бива. Поише пари ќе потрошиме за реновирање отколку за градба. Затоа тргнавме од почеток. Направивме проект. Сменивме дупови. Подготвивме се што треба. Некаде февруари, најкасно почеток на март, стартува градба на нова болница во Штип. Кога дојдовме во владата, сите зборуваа до тој момент кој е повеќе за НАТО и за Европската унија. И денеска е така. Сите се чукаат во гради кој колку повеќе бил за Европска унија и за НАТО. Ние можеби и толку многу и толку гласно не го говоревме тоа. Но за 2 години ги исполнивме сите услови што со години не беа исполнети за Македонија да се квалификува да биде поканета во НАТО. Го постигнавме потребниот минимум на стандарди кои што преходно тие што не им излегуваше од уста Европска унија и НАТО не ги завршува. Зошто не ги завршува? Можеме да претпоставуваме, дали од неспособност,
Дали од несакање, дали не им одговарало, не знам. И не сакам да навлегувам во тоа. Но знам дека за 2 години ги завршивме сите потребни стандарди за земјата да влезе во НАТО. А за 3, сите потребни стандарди за да ги почнеме преговорите. Една работа не спречи, вие добро знаете која. А тоа е блокадата од нашиот јужен сосед и нивното несогласување, недавање на консензус на Европскиот совет за Македонија да почне преговори за Европска унија и да стане членка на НАТО. И тука покажавме голема грижа, но за националните интереси. Затоа што не ни беше сеедно што ќе се случи и како ќе влеземе во НАТО и во Европската унија. И денес не ни е се. Ние сакаме да влеземе во НАТО, сакаме да влеземе во Европска унија. И знам дека и вие сакате. Меѓутоа, исто така, исклучително важно на сите нас ние. Како ќе се реши прашањето кое што не оптоварува, поврзано со нашето уставно име, со името на нашата националност и со името на нашиот јазик, македонскиот јазик. И она што сакам да го порачам вечера е дека Македонија и сега и понатаму ќе биде спремна, подготвена да се зачлени во НАТО и да ги почне преговорите за Европската унија. Ќе биде подготвена за тогаш кога Европската унија ќе биде подготвена да ја прими Македонија и НАТО ќе биде подготвен да ја прими Македонија. Ние сме подготвени. За да се направи реформа, потребно е да се влие во неколку области. Едно е да создадете законска и подзаконска регулатива, да имате добри закони. Второ, е потребно да имате добри и квалитетни институции кои што ќе ги имплементираат тие закони. Третиот сегмент е оној за кој што спомна исто председателот Груевски, е соработката со локалната самоуправа, бидејќи голем дел од политиките токму се спроведуваат од градоначалникот, од советот на општината. Сите овие работи се потребни и за државата да функционира, но ви велам во конечна линија, бизнисите да можат понатаму да функционират, и домашните и странските. Нема логика да се прави напор за привлекување на странски инвестиции, да викате некој да ви дојде на гости дома, доколку домот не ви е исчистен. Ние за тоа прво ги фативме тие напори, си ја средивме куќата и тоа на начин што е проверен од меѓународни светски институции. Не мора ние да се фалиме. Светската банка вели, вие како Македонија од 2006 година, значи тогаш прв пат е мерена од Светската банка бизнис климата во Македонија, бевте на 94-тото место и тогаш они мереа 180 држави, па ние бевме во втората половина. Значи во вторите полоши држави во светот по однос на бизнис климата. Денеска, последниот извештај, ја става Македонија на 25-тото место. Значи прогрес кој што ниедна држава го нема направено во Европа. Мене ме критикува некој од текстилниот сектор дека не сме давале доволно субвенции за текстилниот сектор. Нашата задача не е да ги одржуваме неколку компании кои што даваат ниски плати. Нашата цел е да им помогнеме на сите да го зголемат своето производство за да можат повисоки плати да даваат. Сега работиме да им помогнеме не да се работи лон систем во државата, зборам за текстилниот сектор, него да почне се готов производ да се дава од Македонија. Да донесеме инвеститори кои што ќе ги создаваат сите репроматеријали во Македонија, за да може и текстилниот сектор да работи. Тоа е темелен пристап, а не само да се чуваат 5-6 компании кои што својата конкурентна предност ја базираат само на ниските плати. Тука е грижата за пензионерите, за оние најстарите граѓани. Не само што е зголемена пензијата изминатите години, односно просечната пензија е зголемена за 50% за пензионерите, туку дополнително реализираме и други проекти со кои што им го леснуваме животот на најстарите граѓани во нашата држава. Изминатите години, а и оваа година и наредната година ќе се реализира проектот бесплатна банско-климатска рекреација за пензионерите. Досега оваа бесплатна услуга искористија над 23.000 пензионери во нашата држава. И токму така ќе продолжиме и во иднина. Изминатите години социјалната парична помош е зголемена за 40,5%. Цели 40,5% е зголемена социјалната парична помош, а дополнително предвидуваме и нови мерки за стимулирање за вработување на примателите на социјална парична помош, при што во завршна фаза се измените на законите за да им овозможиме на работодавачите кои што ќе вработат примател на социјална парична помош да добива субвенција 24 месеци
од 80% од износот на социјалната парична помош која што ја примал социјалецот, со кој што проект веруваме дека дополнително ќе ја зголемиме и вработеноста и вработливоста кај овие работно способни граѓани кои што се финансиски необезбедени. Тоа се вистинските проекти, има и голем број на други проекти за кои што не би одземал време. Тоа е вистинската грижа која што води оваа влада на ВМРО-ДПМН за загрозените категории на граѓани. Ви благодарам. Јас малку закаснив, бев на интервју за една локална телевизија и меѓу другите прашања ме прашаја од што сте најзадоволни во текот на оваа година. Јас кажав од еден потпис со кој го ставивме заедно со потпредседател Пешевски, тоа е потпис за договор за изградба на 2 патишта во Република Македонија. Тоа е патот од Скопје до Штип, 50 километри. Инвестиција од 206 милиони евра, пат кој ќе започне да се гради во наредната година. Веќе е склучен договор со градежната компанија. Во моментов собираат понуди за да ангажираат македонски компании, бејќи услов таму ставивме дека минимум 49% од градежните работи треба да ги прават домашни македонски компании и минимум 51% од вработените мора да бидат македонски граѓани. Претходно бевме критикувани дека градиме само локални патишта, градиме само регионални патишта. Јас ќе се навратим и на таа тема, но добро е да го знаете еден податок. Со изградбата на патот Скопје-Штип и Кичево-Охрид во вкупна должина од 107 км и изградба на автопатската делница од Демиркапија до Смоквица, делница која во моментов се гради, со што ќе се заврши изградбата на коридорот 10, вкупно ќе се изградат во наредните 3,5 години 135 км автопат во Република Македонија. Години наназад во Република Македонија се изградени вкупно 260 км. Сакам да најавам, исто така, во делот на инфраструктурата, дека наредната недела ќе се потпиши договорот за почеток на изградба на првата делница од пругата кон Бугарија. Веќе сите формалности се завршени, договорот наредната недела ќе биде потпишан и очекуваме во првиот квартал од наредната година да започнеме со градежни активности за изградба на првата делница од пругата кон Бугарија. Точно ние ставивме приоритет на овие патишта, бидејќи најголем дел од вас тука, од нас, ги користат локалните патишта или пак регионалните патишта. Како што во моментов започнавме реконструкција на патот од Велес до Катрифаково, првата фаза опфаќа реконструкција на 3 км со осветлување. Веќе сме во фаза на избор на градежна компанија. Исто така во првиот квартал од наредната година, најкасно до март, целосно ќе се реконструира и проширува, многу важно тоа што ќе се проширува, патот од Велес до Катрифаково. Сега овој пат е со широчина од 6 метри, ќе биде со широчина од 11,5 метри. Проценета вредност од околу 14 милиони евра. Тие средства се обезбедени во постапка сме на избор на градежни компании. Само во 2013 година во Република Македонија вкупно се завршени 99 локални патишта ширум територијата на Македонија или 114 км локална патна мрежа. Од овој проект започна од 2008 година, до сега вкупно се завршени 290 локални патишта или вкупна должина од 629 км локална патна мрежа. Се работи за огромна реконструкција и изградба на локални патишта ширум територијата на Македонија. Овде, во Штип, работевме на 3 локални патишта. Тоа е патот Мантово, Љуботен и Сарчиево, кој е во финална фаза. Така да, сите овие 3 локални патишта се работеа оваа година во Штип и тоа се дел од овие 99 патишта кои се работеа во 2013 година во Република Македонија. Оваа вечер би сакала лично да ви се заблагодарам за вашата голема истрајност, за вашата голема поддршка на еден многу значаен фестивал, кој што е бренд за Република Македонија, а фестивал кој што се одржува овде во Штип, а тоа е Макфест во Штип. Токму во таа насока сакам да ви информирам дека владата донесе одлука од следната година Министерството за култура ќе застане со целосна огромна финансиска поддршка и логистичка поддршка за фестивалот Макфест.